Полицијата во Штип со полни раце работа. Тешка кражба, разбойничка кражба и кражба се трите кривични дела за кои се осомничени 4 лица на возраст од 18 до 25 години. Поднесена е кривична пријава против две лица на возраст од 14 и 18 години поради постоење на основано сомнение дека како соизвршители сториле кривично дело тешка кражба. Пријавените помеѓу 13 и 14 декември минатата година со намера за себе да прибават противправна имотна корист, извршиле тешка кражба со употреба на сила и подесен предмет, го скршиле стаклото на објект, канцеларија на невладината организација, Центар за интеграција на ромите во Штип, од каде одзеле 2 лаптоп компјутери и 1 фотоапарат, со што се стекнале со противправна имотна корист од 51.000 денари. 25 годишен штипјанец дрско украл 20.000 денари од куќа во која влегол преку необезбедена врата. Иако бил забележан од собственичката на куќата, сепак успеал во намерата и извршил разбойничка кражба. Пријавениот на 11 јануари годинава со намера за себе да прибави противправна имотна корист, влегол преку необезбедена врата во куќа во Штип, од каде од масата од една од просториите во куќата одзел паричник во кој имало 20.000 денари, но истиот бил забележан од страна на собственичката на куќата, која се обидела да го запре во намерата да ги земе парите, но истиот со употреба на физичка сила ја турнал и избегал од куќата. Но кражбите не престануваат овде. Двајца штипјани, од кои еден малолетник, извршиле кражба и успеале противправно да се стекнат со 29.000 денари. Пријавените со намера за себе да прибават противправна имотна корист, помеѓу 9 и 10 декември минатата година извршиле кражба од товарно моторно возило марка Мерцедес Принтер, од каде одзеле куфер со разновиден алат како торна, брусалица, бормашина и други алати, со што се стекнале со противправна имотна корист од 29.000 денари. Штипјанка пак се заканувала во училиште каде учило нејзиното внуче. Полициската станица во Берово поднесе кривична пријава против 51 годишна штипјанка со иницијали ДБ поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело за грозување на сигурноста. Имено во вторникот пријавената преку телефонски пораки се заканувала на претпоставени во училиштето каде учи нејзиниот внук. Таа го сторила делото поради тоа што од страна на одделенскиот и наставничкиот совет во училиштето била донесена одлука нејзиниот внук да биде преместен од едно во друго одделение.